Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Институциите од Кочани кои аплицираа со проекти за финансиска подршка од државниот буџет ќе добијат помалку пари од очекуваното. Сумата е за 10 пати пониска и во споредба со минатата година. Далеку помалку пари ќе добијат институциите и субјектите од областа на културата од Кочани кои годинава аплицирале за подршка од ресорното министерство. Во споредба со минатата година, отстапувањето е големо, особено што се работи за проекти кои се однесуваат на настани или активности што се дел од нивната вообичаена програмска определба. За разлика од 2018, кога општина Кочани само за реконструкцијата на зградата на Центарот за култура Бели Мугли доби подршка од државата од околу 220.000 евра, за тековната година сумата се сведува на 10 пати помал износ. Според јавно објавената програма за финансирање проекти од јавен интерес, може да се заклучи дека позначителна сума добива единствено Драмскиот аматерски фестивал, односно од побараните нешто повеќе од 800.000, одобрени се 500.000 денари. Центарот за култура Бели Мугли пак за манифестацијата Петровденски конаци наместо очекуваните 650.000 ќе добие само 100.000 денари, додека за работата на фолклорниот ансамбл Мугли од државата ќе има само 30.000 или 5 пати помалку од побараните 150.000 денари. Позначителна сума од 360.000 Министерството ќе финансира за проектот за заштита на етнолошкото наследство со развој на традиционалните вештини, чиј носител е Сдруженијето на граѓани еднакви за сите, кое поднело апликација за 530.000 денари. Останатите апликанти од општина Кочани ќе добијат помал износ, односно 15.000 денари се наменети за библиотеката Искра за нејзината манифестација поврзана со прославата на Меѓународниот ден на литературата за деца. 80.000 денари наместо очекуваните 200.000 ќе добие фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари за реализација на манифестацијата Ѓорѓовденски обичаи. Ваквата распределба на средствата најде на големи реакции кај сите институции и поединци во државата кои аплицирале за средства од Министерството, така што беше најавено дека во наредните денови ќе се разгледуваат приговорите што се поднесени, односно комисиски ќе се расправа за одбиените апликации на годишниот конкурс. Сепак, факт е дека сумата што е определена за проектите од областа на културата за Кочани за оваа година е далеку помала од минатата. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите од Кочани одржа редовна седница, на која меѓу другото беше донесена одлука за финансиска помош на женската екипа на кошаркарскиот клуб Баскет Дино. На седницата како гости присуствуваа и представници од заедницата на единиците на локалната самоуправа, кои го пофалија работењето на комисијата. Заедницата на единиците на локална самоуправа на Македонија ЗЕЛС дава целосна подршка за активностите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Кочани, особено што таа е меѓу поактивните во државата и веќе реализираше поголем број мерки за почитување на принципот на родовата еднаквост. Ова беше речено на седницата на Комисијата, на која присуствуваше и директорката на ЗЕЛС Душица Перишич, која оствари средба со градоначалникот Николчо Илиев и со членовите на Комисијата. При тоа беше речено дека ќе проложи помошта во поглед на работењето и остварувањето на главните цели. Веќе подолго време, неколку години, работи со сите општини и особено со комисиите за еднакви можности и им помага во начинот на работа, во остварување на нивните цели, а со самото тоа помага и на општината и на сите, се разбира, граѓани во овие општини и можам да кажам дека до сегашното сознание кажува дека е ова една од поактивните комисии која многу работи и е во блиски контакти со нашата координаторка Ирена Николов и се надевам дека оваквите средби ќе вложат со резултати и ќе има поголем успех на оваа комисија. На средбата беше истакнуто дека локалната власт постојано треба да докажува дека може и мора да одигра позитивна улога во промовирањето еднаквост на практични начини кои влијаат на секојдневниот живот на граѓаните. Комисијата на седницата донесе одлука за финансиска помош за унапредување на спортот, особено за екипите кои се надпреваруваат во женските категории. Имавме доставено барање за да излеземе во пресред на кошаркарскиот клуб Баскет Дино, а тоа е женски кошаркарски клуб.
И барањето се состоеше во тоа да помогнеме парично, да издвоиме средства од нашиот буџет како Комисија за еднакви можности и ние тоа го направивме едногласно и им доделивме определена сума на средства со кои можат да си дозволат да се опреми женскиот клуб со потребната нивна опрема. Во рамки на воспоставените принципи на работа, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите има собствен буџет со средства од општина Кочани, а со кој помага во унапредувањето на радовата еднаквост. На средбата со директорката на ЗЕЛС, градоначалникот Илиев упати благодарност за досегашната подршка во реализацијата на повеќе проекти на општина Кочани, не само во поглед на еднаквоста на мажите и жените, туку и во други сфери, пред се од областа на решавањето инфраструктурни и други задачи. Сдруженијето на слепи лица Кочани го одража своето редовно годишно собрание. Покрај усвојувањето на извештаите за работа на Сдруженијето, беше усвоена и програмата за работа на Сдруженијето за 2019 година. На редовното годишно собрание што го одржа Сдруженијето на слепите лица Кочани на 10 февруари, беа усвоени извештаите за работа на Сдруженијето, односно извештајот на Надзорната комисија за финансиско работење на Сдруженијето во 2018 година, финансовиот извештај со завршната сметка за 2018 година, а меѓу другото беше усвоена и програмата за работа на Сдруженијето за 2019 година. За оваа година се планирани следните активности. На организационен план ќе се одржи редовно годишно собрание, 4 седници на управен одбор и 4 седници на комисии. Почетокот главни цели на Сдруженијето се евидентирање на членовите и нивно зачленување со издавање на членска карта за понатамошно добивање на правата и бенефитите што ги дава Сдруженијето на слепите. На културно-забавен спортско-рекреативен план ги планираме организирање на голбал за слепи лица, одржување на петроденските средби, вклучување со програмата на локалната општина повод патрониот празник на градот Петровден, организирање на шах, како и учество на републички спортски активности, како и на меѓународно учество во шах. Организирање, ние исклучуваме и соработката со локалната самоуправа, институциите, како и бизнис секторот. Во оваа година се планирани исто така и пограничната соработка со територијалниот сојуз на слепите и слабовидни лица од град Благоевград, Република Бугарија. Со програмата за 2019 година ќе се фокусираме исто така и залагаме на финансирањето. Досегашното финансирање е преку Националниот сојуз на слепи на Република Македонија, како и по пат на спонзорство и чланарина. Инаку Сдруженијето на слепите лица Кочани е со статус на инвалидска организација, членка на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија. Сдруженијето во моментов брои 128 члена со оштетен вид или потполно слепи лица. Членувањето е волонтерско со приложување на медицинска документација од очна клиника или офталмолог. Задоволителна бројка од околу 15 земјоделци се пријавиле на огласот од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, кој што се однесуваше за инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства. Со оглед на тоа дека мерката не вклучуваше враќање на средства за набавка на трактор од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани, вела дека бројката е очекувана и задоволителна, а нашите земјоделци најмногу биле заинтересирани за инвестиција во делот на растителното производство за набавка на приклучна механизација. Најавниот повик на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, на кој што можеа да аплицираат земјоделците, а се однесуваше за доставување барања за користење средства од ИПАРД програмата 2014-2020 година, инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства, чиј краен рок за поднесување на барањата беше до 8 февруари 2019, се пријавиле 15 земјоделци, информираат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
земјоделството Кочани. Валентин Захариев од агенцијата од Кочани истакна дека со оглед на тоа дека огласот не се однесуваше и за набавка на трактори, бројката на пријавени е задоволителна. Како што и секогаш, така и овој пат кај нас, бидејќи е житен регион претежно, нашите земјоделци повеќе беа заинтересирани за во делот на растителното производство, од тоа грото беа за производство на ориз и уште некои житни култури. Овој оглас не вклучуваше набавка на трактори, имаше само набавка на приклучна механизација и спрема тоа можеме да кажеме дека сепак имаше одреден интерес за учество и апликации за набавка на овие приклучни машини. Овде кај нас во нашата работна единица се пријавија некаде околу 15 земјоделци кои побараа да набават таква механизација. Процедурата за набавка е добро позната на земјоделците, значи најпрво тие по одобрување на нивното барање склучуваат договор и пристапуваат кон набавка на бараната механизација, а по одреден период од 60 дена се пристапува кон враќање на средствата. И тоа овој пат сега почетната сума на враќање е 60% од кофинансирањето, која што може да достигне и до 75% во зависност од тоа дали аплицира млад земјоделец, по тоа каде се наоѓа земјоделското стопанство, дали е во рурални средини или во некои недостапни планински средини. Значи, можеме да кажеме дека релативно сме задоволни од овој оглас, бидејќи се пријавија нешто повеќе баратели од минатиот оглас за ИПАРД. Оваа мерка опфаќаше неколку сектори во земјоделството, како што се растителното производство, сточарското производство, преработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство и производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка. Со напомена дека набавката на трактор не е прифатлив трошок во овој јавен повик. Нашите земјоделци најмногу биле заинтересирани за инвестиција во делот на растителното производство за набавка на приклучна механизација. Почесен граѓанин на градот Сремска Митровица. Меѓународна награда за најдобро поетско остварување на фестивалот Машта и снови. Објавени негови песни во српски и романски списанија и книги. Се дел од успесите на авторот и новинар Киро Герасимов во 2018 година. Дека минатата 2018 година била доста плодна за Киро Герасимов како автор, говори успехот што го постигна на меѓународниот фестивал во Сремска Митровица Машта и снови, на кој Герасимов ја доби меѓународната награда за најдобро поетско остварување, заедно со поетите Јурий Буковски од Русија, Виктор Шекеровиќ и Звонимир Јовановиќ од Србија, што му ја донесе првата меѓународна награда за поезија, со што стана почесен граѓанин на градот Сремска Митровица. Инаку деновиве на негова адреса пристигнале неколку награди и книги во кои е објавена неговата поезија на српски јазик. Најпрвин во списанието за култура, уметност и наука на Костовац се објавени, носи наслов Мајдан, се објавени 3 мои песни во делот на превод на српски јазик. Непосредно пред Нова година исто така го добив и вториот дел или вториот број од списанието Мајдан, во кое е застапена наградената песна од фестивалот Орфеј на Дунав. Токму тој фестивал и ми овозможи добивање на плакета за песната Сеќавање, во која во образложението стои дека му се доделува плакета за убавината и силината на лирскиот исказ во песната Сеќавање. Истата песна Сеќавање е објавена и во книгата Таласи не смираја, а во реновираното списание Српска вила, кое е наменето за книжевност, наука и култура и кое излегува во Бјелина, објавени се 3 негови песни преведени на српски јазик.
Последната информација која пристигна деновиве зборува дека 7 песни од авторот Герасимов, заедно со кратка биографија, се преведени и објавени во романско списание. Покрај овие награди, Герасимов е добитник на годишната награда за новинарство на Македонската радиотелевизија и на 7 септемвриската награда на град Кочани, а зад себе како новинар оставил стотина репортажи и документарни емисии поврзани со повеќе краеви и настани во Македонија. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра 14-тото коло од вториот дел во втората кошаркарска лига, при што Баскет Дино доживеа пораз на гостувањето во Скопје против тимот на Спарта. Со неколкуте загубени надпревари во низа, нашите кошаркари влегуваат во критичната зона на долниот дел од табелата. Првенството во втората кошаркарска лига на Македонија продолжи викендов со одигрувањето на надпреварите од 14-тото коло. Екипата на Баскет Дино гостуваше во Скопје, каде се сретна со второлигашот Спарта и доживеа пораз од 72 спрема 49. Ваквиот расплет на настаните никој не го очекуваше, посебно што нашиот кошаркарски тим останува без бодови на 3 надпревари во низа, со што ги анулираше добрите настапи во првиот дел од првенството. Со загубениот надпревар против еден од директните конкуренти на табелата, Баскет Дино се изедначи со бројот на бодовите, односно со сегашните 15 останува на 7 место, но разликата со последната крива паланка изнесува само 4 бода. Дека нешто ќе треба да се поправа во играта и да се спречи на тамошното тонење е повеќе од јасно, особено што 2 загубени надпревари беа со екипи кои се на ист ранг со нашата. Можност за поправање на впечатокот, но и на бодовното салдо, Баскет Дино ќе има во наредното 15-то коло, кога на домашен терен ќе се сретне со тимот на Куманово 2009. Кумановчани во моментот се предпоследни, а во изминатите кола имаат само 2 победи, така што дуелот со нив за нашиот второлигаш не би требало да биде поголем проблем. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.